Втората македонска фудбалска лига следната сезона ќе има прволигашка конкуренција. Дури 5 екипи испадна од прва лига и со сигурна сезона 2026-2027 ќе биде најсилната сезона во второлигашката конкуренција. Поранешни шампиони, екипи кои играле во европските квалификации, екипи кои го освојувале купот на Македонија од следната сезона во второлигашкото друштво. Нови членови на втората македонска фудбалска лига од трета лига се екипите на Камјани и Евромилк од Горно Лисиче. Екипата на Камјани, која беше шампион во трета лига Запад на градскиот стадион во Штип со сигурни 2:0, славеше над Повода Валандова, шампионот на трета лига Исток. Но двете екипи по мечот испратија порака дека фудбалот победи, а спортот обединува. Во фери коректна игра на теренот, но и на трибините од страна на навивачите. Двете екипи воспоставија соработка и војнина ќе играат пријателски надпревари во рамки на подготовките. Евромилк Горно Лисиче како шампион на трета лига Север зад себе има успешна сезона и во бараш мечот во Кратово ја доби Каменица Саса со 2:1, со што екипата од македонска Каменица се пресели во трета лига Исток, а екс-прволигаш од Горно Лисиче се врати во втора лига. Екипата на Кожов со убедливи 4:0 го доби Борец. Шампионот на трета лига Југ немаше сили да парира во бараш мечот кој се играше во Кочани, па така екипата од Гевгелија и следната сезона ќе игра во втора лига. По мечот тренерот Иван Варадиновски си поднесе оставка откако целта беше остварена, а Кожов останува во втора лига, но ќе бара нов тренер за следната сезона. Најголема победа во баражите за втора лига забележа Тетекс, кој на стадионот во Ѓорче Петров со убедливи 9:0 славеше над Влазними, екипа која беше шампион во трета лига Југозапад. Брегалница како шампион на втора лига за сезона 2025-2026 обезбеди директен влез во прва лига, а пак Скопје како второпласиран го доби бараш дуелот со Брејара Струмица во Битола, триумфирајќи со минимални 0:1, со што тимот од Автокоманда се врати во прва лига по сезона 2022-2023. Историја вчера се испиша одново на градскиот стадион во Кавадарци, каде Шкендија Рачинов во пенал рулетот го доби Пелистер и за прв пат ќе игра во првата македонска фудбалска лига. На истиот стадион минатата година тимот од Рачиново славеше во баражот за влез во втора лига, а една година подоцна го доби баражот за историски влез во елитата. По 1:1 во регуларниот дел, откако Пелистер не реализираше пенал, голманот Антонио Столески го одбрани ударот на капитенот Мирко Ивановски, битолчени во последните секунди од судиското наполнување стигнаа до гол за конечни 1:1. Во пенал серијата Столески прочита 3 удари од белата точка и практично го однесе неговиот тим до историја наречена прва лига. Тоа значи дека Камјани и Евромилк од Горно Лисиче како третолигаши се нови второлигаши, а од прва лига во втора лига испадна Шкупи, Македонија Ѓорче Петров, Работнички, Брејара Струмици, Пелистер. Нови прволигаши се Брегалница, Скопје и Шкендија Рачиново.